Проектот за водоснабдување на Гевгелија е еден од приоритетните проекти на владата на Република Македонија и на Комитетот за здравје и животна средина, една од најприоритетните точки на самите нејзини први седници. Ние денеска се наоѓаме веќе и гледаме дека проектот како таков се реализира. Јас сум исклучително задоволна поради тоа и можам да нагласам дека Министерството за животна средина уште 2009-10 со поддршка на градоначалникот заедно работи на изнаоѓање на механизми, односно по студијата, можности и проект како би се реализирало водоснабдувањето на Гевгелија да биде во најоптимални граници и квантитативно и квалитативно да се реши проблемот. Денеска се наоѓаме веќе на реализација на проектот, се буши во фаза завршна е избушувањето на првиот бунар. Еве со експертите што работат на тоа, инженерите, значи сме информирани дека ги очекуваат задоволителните количини на вода. Квалитетот на водата што се добива е исклучително од висок квалитет, без примеси кои што се несакани за пиечка вода по стандардите на Светска здравствена организација. И јас можам да кажам дека ќе се покаже после мерењето во сабота дали ќе се бушат 3 или 4 бунари во зависност од издашноста. Општина Гевгелија треба да обезбеди 200 литри, очекува да обезбеди вода во секунда, што ќе биде задоволување во перспектива во иднина на број на зголемување на граѓани или реципиенти за користење на таква вода на негде бројка од 30.000 жители. Општина Гевгелија е општина во подем, прекугранична општина во која што многу број на фирми се заинтересирани да отворат своји бизниси. Тука има можности за развој на туризмот и ние сме свесни за тоа заедно со градоначалникот и можам да истакнам дека се избра најоптималното решение, средства се обезбедени, проектот како таков е направен заедно со студијата и да ги на некој начин граѓаните на општина Гевгелија да бидат спокојни дека за многу кратко време ќе имаат обезбедено квалитетна вода за пиење и јако морам да истакнам и дека и сегашните стандарди, еве за компарација, да нема страф меѓу населението, Република Македонија има најригорозни значи мерно дозволени концентрации на многу параметри, меѓу кои и на арсенот. Она како да кажам полемика што се отвори и внесување на страф на граѓаните, само едно компаративно би споредила дека земји членки на Европската Унија до 2015 година имаат одложена примена на директивите и тие имаат од нашите правилници 5 пати поголеми дозволени концентрации на арсен во водата. И уште нешто што е важно, пред Европската Унија, пред Комисијата, ние кога збориме за води пиечки, реферираме за 3 параметри, меѓу кои е содржината на олово, содржината на полихлорни метали или така наречени состојки во водата и само уште еден параметар во кој што не влегува арсенот, меѓутоа тоа не значи дека не треба да бидеме внимателни и токму поради тие причини прибегнуваме кој еден ваков проект кој што ќе биде долга перспектива за Гевгелија и граѓаните да бидат спокојни дека и во сегашни услови нема место за паника. Изведените работи за проектот за испитувачкиот експлоатационен бунар, кој првиот кој што се буши, се одвиваат према предвидениот рок, како што спомна и државниот секретар господин Сонја Лепиткова. Значи, ние со ова се занимаваме не од вчера, туку уште од 2009 година за барањето на трајно решение за водоснабдување. Значи, овие ќе бидат основните избори за водоснабдување на Гевгелија, не дополнителни, затоа што тука очекуваме 200 литри да добиеме вода во секунда, кој што ќе ги задоволи потребите на граѓаните на општина Гевгелија. И пошироко, го зборам пошироко, затоа што во перспектива сметаме дека бројот на населението во Гевгелија ќе расте. Инаку за изработка на проектот се издвоени од буџетот на општина Гевгелија околу 4,5 милиони денари. Целата реализација на проектот со изведбените работи треба да чини околу 1 милион евра, значи отприлика 1.100.000 евра ќе чини проектот. Средства кои што преку Министерството за транспорт и врски, владата на Република Македонија ќе се обезбедат од КФ банката, од средства кои што преостана од првата фаза за реализација на проектот водоснабдување за Република Македонија и Гевгелија како една од најуспешните општини во реализација на првата фаза ќе ги добие овие дополнителни средства за трајно решавање на проблемот на водоснабдување во Гевгелија. Кога очекувате да заврши овој проект? Овој проект веќе треба за најмногу 10 дена
изработката на проектот да биде завршена и потоа веднаш пристапуваме со проектот за обезбедување на средствата и тендерирање за изведувач на комплетниот нов систем за водоснабдување.